Денеска православната црква ги празнува светиот апостол и евангелист Матеј и преподобниот Сергиј Малопнешки. Светиот апостол и евангелист Матеј. Матеј, синот на Алфеј, прво бил цареник и како таков го видел Господа во Капернаум, каде што бил повикан: "Врви по мене", и тој стана и тргна по него. Потоа Матеј му приредил дочек на Господа во својата куќа и тука дал повод Господ да искаже неколку големи вистини за своето доаѓање на земјата. По примањето на Светиот Дух, Свети Матеј го проповедал Евангелието во Партија, Мидија и во Етиопија, земја на црнците. Во Етиопија за епископ го поставил некој Платон, свој следбеник, а тој се повлекол во молитвена самотија во гората каде што му се јавил Господ. Ги крстил жената и синот на кнезот на таа земја, заради што кнезот многу се налутил и испратил стражари да го доведат Матеја кај него на суд. Војниците отишле и се вратиле кај кнезот, велејки дека го слушнале гласот на Матија, но никако со очите не можеле да го видат. Тогаш кнезот испратил други стражари. Кога и овие стражари му се приближиле на апостолот, светнала силна небесна светлина над него, така што војниците не можеле во него да гледаат и исполнети со страв го фрлиле оружјето и се вратиле. Тогаш кнезот сам тргнал. Кога се приближил до Матеја, пак светнала силна светлина и кнезот од тоа ослепел. Светиот апостол бил со милостиво срце. Тој се помолил на Бога и кнезот прогледал. За жал, само со телесните очи, а не и со духовните. Тој го фатил апостолот и го ставил на лути маки. Имено 2 пати палел голем оган на неговите гради, но Господовата сила го сочувала жив и неповреден. Тогаш апостолот се помолил на Бога и го предал својот дух на Бога. Кнезот наредил телото на маченикот да го стават во оловен ковчег и го фрлиле во морето. Светителот му се јавил на епископот Платон и му кажал за своето тело и за ковчегот каде се наоѓа. Епископот отишол и го извадил ковчегот со телото на Матеја. Кога го видел ова ново чудо, кнезот се крстил и го зел името Матеј. Потоа кнезот ја оставил целата светска суета, примил презвитерски чин и богоугодно и послужил на црквата. Кога умрел Платон, на овој Матеј му се јавил апостолот Матеј и го посоветувал да го прими епископскиот чин. И така, тој постанал епископ и бил добар пастир многу години, додека Господ не го повикал во своето бесмртно царство. Светиот апостол Матеј го напишал Евангелието на еврејски јазик, кое наскоро било преведено на грчки јазик и на грчки дошло и до нас, додека она на еврејски се изгубило. За овој евангелист се вели дека никогаш не јадел месо, туку се хранел со зеленчук и со овошје. Преподобниот Сергиј Малопнешки, руски парохиски свештеник. Како свештеник живеел богоугодно и служел 22 години во Волготската губернија. Се упокоил мирно во Господа на 16 ноември 1585 на возраст од 92 години.